Добро утро и од мене. Еве, нашата соговорничка денеска во утрински брифинг е Зоја Бузалковска, театарска режисерка, универзитетска професорка, која што имаме на Zoom линија. Зоја, добро утро и благодарна што се вклучувате во денешното издание на утрински брифинг. Добро утро. Поводот што сакавме да го разговараме, но секогаш има поводи со вас за разговор, бидејќи сте неприкосновен познавач на театарската уметност, на театарот воопшто, е сепак вашава нова представа, која што е на репертуарот на Драмски театар. Премиерата беше на 29 декември, точно пред Нова година, но еве сега е веќе на редовниот репертуар, се работи за една представа која што, велите вие, и многу едукативно делува. Се работи за представата насловена Чудна случка со кучето во ноќта. Тоа е текст од Сајмон Стивенс, а всушност адаптација на популарниот истоимен роман на Марк Хадон од 2003 година, кој што е добитник на многубројни награди. Па на почетокот сакам да ве прашам, што беше вашиот мотив да се зафатите со овој текст? Морам да кажам дека сосема случајно дознав за представата, интересирајќи се за употреба на нови технологии во театарската уметност, работејќи на една представа која во тој момент, која што подразбираше одредени проекции и слично, па ми беше посочено како пример за врвно дело врзано со употребата токму на такви нови технологии, поставено во Лондон, нели, со многу поинакви можности. И подоцна кога отидов во Лондон, прво нешто што направив беше да ја поварам таа драма, да ја видам, се разбира да се запознам во меѓувреме со романот, за кој што ете отпосле, работејќи веќе на представата во Скопје, дознав и дека е лектирана. Мое големо и многу пријатно, да речем, изненадување, ете такво едно освежување во лектирите кај нас. И потоа едноставно решив дека тоа е тема која што е на прво место многу актуелна кај нас во делот на, нели, постојаното занимавање со инклузијата на лицата со посебни потреби. Меѓутоа, од друга страна, некако, не знам, ми отиде малку тоа повеќе нагласувањето дека ќе има едукативен карактер, го оставам за експликациите онаму каде што треба да го добиеме, нели, проектот, а не сакам да го нагласувам, зашто некако сугерира или го тесни кругот на луѓето кои што би сакале да видат представата подоцна. Зошто? Ќе кажам затоа што и самиот Марк Хадон, авторот на романот, не бил среќен, да речеме, кога некако излегло во етер дека се работи за лик кој што е со нарушување од аутистичен спектар, некако како да не сакал тоа да биде посебно потенцирано, зашто вели ова е роман не за попреченост, туку за различност. Да. Смисла, да. Да кажеме тоа дека главниот лик во оваа представа има 15 години, е математички гений, но околината и светот околу него го поима како посебен, различен, отфрлен, исмеан, подценет. Всушност се работи за театар против предрасудите кон луѓето што имаат аутизам. Па уште повеќе, јас се сеќавам секогаш во едно интервју во кое што Боб Вилсон зборуваше за Кристофер Ноулс, човекот со кој што направи многу представи, кој што исто има таква, кој што е, нели, актер со нарушување од аутистичен спектар, вели кај Кристофер она што најмногу ме врза за него е тоа што тој е човек што не знае да лаже. Така што и овој нашиот лик исто така не знае да лаже, ја сака вистината исклучиво и повеќе за представа за искреноста, за довербата, која што се бави со светот на лицемерието, со светот на лагите,
освен нели овие аспекти кои што ги кажавме, така што но најмногу од се тоа е многу интересно што е тоа еден баш ролер костер, една представа истрага, еден роман истрага, па драма истрага, па нели потрага по некоја вистина во која што приказната е на моменти и тажна, но многу и забавна исто така и да, се вели дека се работи за црна комедија, вие велите во најавата за оваа представа. И која што подразбира практично структурата е многу, да речам, комплексна, комплицирана за поставување, затоа што тоа се многу страшно брзи филмски практично промени во време и во простор. Кај што, не знам, една сцена се случува денес, па друга се случува, раскажана е пред 10 дена, па нешто се случува пред 5 години, па пак се враќаме денес и така натаму. Тоа се се многу кратки одсечки, практично 54 кратки ситуации, сцени и навистина е предизвик голем и за поставување и за играње, нели, каков е тој континуитет на ликот. Има многу ликови, 10 актери, а многу ликови, над 30 лика, кои што се играат буквално во промени од неколку секунди од еден до друг лик, така што и во таа смисла беше станал голем. Да, можеби не е лошо сега да ја спомнеме и актерската екипа која што сепак да не е толку посветена и да не работела толку на представата, таа немаше да биде таква каква што е. Еве, како ги избравте актерите, дали правевте некој специјален кастинг или слично? Па, еден голем дел од екипата е екипа со која што веќе имам работено, дел од нив се нели мои студенти низ генерации, едно од нив е сега актерка во најава, нели, која што допрва доаѓа, Нела Павловска, која што ја игра во ова практично прва професионална представа во театар и и некои нови за мене соработници, пред се Дамјан Цветановски кој што го игра и главниот лик на Кристофер Бун, Стефан Вујсич, Јасмина Василева со кој што работам за прв пат и она, да речем, екипа со која што веќе имам соработка, Александар Степанулевски, Транка Илиева Велиспаци, Емилија Мицевска Трајковиќ, Сонја Стамболџиевска, Златко Митрески, Филип Трајковиќ, значи тоа се, да речам, мои соработници низ повеќе представи. И навистина беше сложен процес, морав да разговарам со нив уште многу одамна за тоа, затоа што повторно внесовме нешто што јас веќе имам искуство, но некои од актерите немаат, тоа е паркур или фриранинг техниката, која што ја наоѓам за многу блиска до театарот, особено оној кој што треба низ филмски јазик, нели, да раскаже на театарски начин една приказна. Така што имавме еден многу захтевен и многу долг тренинг, фриранинг тренинг, паралелно со представата, но кој што започна првите 2 недели практично работевме. Тоа подразбираше голема и физичка подготвеност на актерите, самите се бават со големи промени во сценографска смисла, во дизајнот и така натаму, така што навистина беше од друга страна, нели, имаме една драма која што подразбира и театар на односи, така што беше комплексно и во таа смисла. Значи, од една страна некаков мерхолдовски пристап, ама кој што треба да стаса, нели, и до градењето на односи меѓу многу ликови и пред се централниот лик. Така што во таа смисла навистина ќе кажам дека оваа представа не може да се направи, ваков на представа и оваа нашава конкретна представа без крајно посветена екипа, како што за среќа имав и со кој што ми беше огромно стварно задоволство, без да звучи како фраза, туку навистина да работам на представа. Добро, еве пред крај на нашиот разговор, сакам да ве прашам, некаде прочитав дека ова конкретна представа има и воспитно, едукативна некаква
општествена улога со тоа што ги отвара овие прашања, како што рековте, што се прашање кое што е актуелно и кај нас. Но од друга страна исто така сакам да ве прашам, еве повторно се зголемуваат бројките на заразени од коронавирусот, од различните варијанти на вирусот и така натаму. Според ваше мислење, реков на почетокот, вие сте добар познавач на театарот. Какви представи треба да се играат во театар сега за да се врати публиката? Бидејќи ќе се согласите, не знам, веројатно ќе се согласите дека ќе биде тешко да се врати публиката во театарот. Тешко е и да се играат представи во овој момент, исто како што е тешко да ја вратиме публиката, затоа што навистина постојано има одложувања, некој ќе се заболи и така натаму. И од самите екипи во меѓувреме, па тоа подразбира како што и нашата задача да работиме на волку сложена представа, јас не сакав, јас долго време го одлагав тоа, зашто оваа представа подразбира, еден од основните конфликти е конфликтот на допирот, на допирањето на главниот лик. Ако немаме таков контакт, не правиме ништо, немаме драма, немаме представа, така што тука многу, да речем, во некоја смисла беше како ќе ја направиме воопшто представата и ризик од друга страна и превенирање на опасностите да се заболи од друга страна и да го направиме тоа што сакаме. Но мислам дека полека, не знам, се враќа и публиката во салите, се враќаме и ние. Јас мислам дека мораме да одиме понатам. Тоа е тоа што мора да се случува. Се надеваме дека овој последниот пик некако ќе биде стварно последен и дека силата на болеста веќе паѓа и дека се разбира дека психолошките бариери ќе постојат, меѓутоа еве со добри текстови, со представи кои што се обидуваат да го вратат театарот во вистинска смисла на зборот, затоа што гледате веќе и во целиот свет од онлайн опциите, полека се селиме во салите. Една Русија никош не го напушти тоа. Едноставно падни стани, секој ден читаме дека не знам, се откажува 50% и така натаму, меѓутоа тоа што може да се одигра се игра, таа публика што ќе се осмели да дојде, ќе дојде, сите потребни, да речеме, процедури за превенција, за заштита на публиката се прават, така што на 50% е сведена публиката од потенцијалот и од капацитетот на салата, така што во основа јас немам слушнато до сега дека не знам до толку се случило кластер или не знам после присуство на некоја представа, така што веќе се враќам. Добро, ви благодарам многу за ова блиц јавување во утрински брифинг, за вклучувањето во нашава денешна програма. Се надевам дека и набрзо и со некоја нова представа ќе се сретнеме и ќе разговараме повторно. Ви благодарам за сега.